Отворањето на дебата за тоа што треба да се смени во СДСМ, која треба да биде новата стратегија и каков треба да биде наративот за политичкиот аналитичар Петар Арсовски е позитивен чекор, но треба да продолжи низ инклузивна внатрешпартиска дебата која треба да биде позитивна и да ја трансформира партијата. Вчерашниот конгрес за него е чекор во вистински правец, но сепак е само еден чекор. Еден остар јазик користеше вчера председателот на СДСМ, кој не е со нас, нека си замине. Мислам дека тоа има ризик да ги направи да влезат во еден собствен бабл. Мислам дека е попаметно да ги слушнат оние критики кои се добронамерни и да ги процесираат низ надпартиска дебата. СДСМ, како и сите леви партии во светот, се соочуваат со еден проблем на перформанс, на еден зарибан мотор. И не може дебатата да се сведе само на промена на возачот, туку мора дебатата да се сведе и на тоа како да го сменат партискиот мотор кој очигледно закажал на последните избори. Арсовски е убеден дека ќе се појават и други лица во партијата кои ќе бараат реформи, дека тој процес не е завршен. Јас мислам дека постои можност да се смират страните, но постои и можност за дополнителна дезинтеграција. Мислам дека ќе се појават уште, условно речено, дисидентски гласови и не би ја исклучил можноста некој од постарите членови кои не се задоволни од изборот на раководството да направат и некаква своја фракција, па дури можеби и нова политичка структура. Промени беа побарани и на вчерашниот конгрес на кој 5 часа се дебатираше за внатрепартиските препукувања за изборниот пораз. Во својот говор претеничката Славјанка Петровска предупреди дека ако партијата не почне да се менува, постои ризик да исчезне од политичката сцена, за да се намалат внатрепартиското спротивставување и непристојните објави меѓу функционерите. Таа дури предложи и воведување на политички ветинг за сите сегашни и поранешни носители на функции и членови на раководството. Реафирмираното ново раководство вети дека сите предложени идеи ќе бидат анализирани и разгледани за понатамошни статутарни и програмски прилагодувања.